Мајка ми често пати ни расправаше за татка ми Никола. Татко ми Никола беше демократ и ја водеше демократската партија во Преспа и тој се одаде на политичка дејност за заштита на македонскиот народ и за слобода на македонската територија и државност за обединета Македонија. Меѓутоа, радикалите му запретија да се откаже од дејноста за водењето таква дејност и тие скроја план. Ако не се откаже, ќе биде убијан. Меѓутоа, тој не се откажа и одејќи на свадба, заедно и доктор Асен Татарчев беше, кога отидо на свадба, тие приметија оти одат на свадба во Ресен. И од Ресен на враќајнето тие ги пречека кај Новај дел, кај Горичиве и тие излего од подмостоите така да му со пушчите уперени во колата и во нив го зедо, на мајка ми само ташната е зедо, а него го зедо и го спроведија планина. Планина го зедо и го мачеа некаде повеќе од 2 месеци, така да никаде го немаше, пари секаде се нудија да не е за пари, меѓутоа за пари не беше, тоа беше за политичката дејност, затоа што се бореше за интересите на Македонија. Во тој период на колонизацијата на Македонија од страна на бивша Југославија се водеше оштра борба во Македонија, тек тоа му го тие што намислија и тоа му го направија. Му ставија 2 нозе во еден опинок и му ја пресечија главата. Кога после 2 месеци е најден трупот е погребен без глава. А после 2 месеци по погребот од трупот ја најдена главата во лисникот горе овде во шумата. Тек после откопан е трупот, па погребена е и главата заедно со трупот во истиот гроб. Јас, како дете, овде почесто доваѓав и се среќавав со свещерот, Јосиф Јосиповски свещерот, кој престојуваше во делот на оваа црква. И од неговите разговори со мене, како дете, јас се наупивав што ми кажуваше за борбата и слободата на македонскиот народ, за една обединета Македонија, која всушност, разбираш, беше тежнение на сите наши предци и нашава генерација која настапува, разбираш, во овој период, да биде обединета Македонија за една вечна, слободна, златна Македонија. Ова свеќе ја палям за душа на нашите покојници, борци за револуцијата за Македонија, Гоце Делчев, Јане Сандански, Питу Кули, свещарот Кузман Јосиповски, Мите Богојевски, Мите Парцуловски и сите оние што го дадоа својот живот за златна наша слобода македонска. Јас како ученик се записав во Средно медицинско училиште за медицински техничари во град Скопје. Во текот на моето школување со моите колеги сепак најдовме за целисходност да формираме и една организација ВМРО Правда. Таа цел ни беше да ја формираме со цел затоа што на подрачјето на егејскиот дел на Македонија ДАК водеше борба против фашистичкиот непријател и за национална и социјална слобода на македонскиот народ на Егејска Македонија, а имајќи ја таа ситуација во предвид, во Пиринскиот дел на Македонија наши беа учители кои беа отидени да воведат македонски јазик за своја национална и културна преобразба на македонскиот народ во Пиринскиот дел на Македонија, така да ние со формирањето на ВМРО Правда сакавме да
извршиме едно обединување на целокупна Македонија. Ние со самото формирање, јас, Дане Поповски, Љубен Чакровски, како една тројка, секој поединечно си зедовне за задача во 1949 година, ето може и порано беше, меѓутоа 49 година, што е формиравне ВМРО Правда, така да јас на подрачјето, на мојот район, со обзир да бе во Скопје, како ученик, најдов мои сомисленици, така да тие мои сомисленици беа Мирко Глигоров, Никола Казанков, Кочо Ников, Душко Стаменов, Александар Диневски и други. Ние со самото формирање на организацијата отидовме да формираме и така речени местни комитети по градовите. Од една страна да информираме по градовите, од друга страна да обезбедиме информирање на база на ќели во средните училишта во Скопје. Така беа формирани ќели во средните училишта во Скопје, во медицинскиот центар, медицинските училишта, економскиот техникум во Скопје, гимназијата, учителската школа, средно-техничкото училиште и други. Од тие што беевне во организацијата, успеевме да формираме и по градовите, нормално местни комитети или ќели. Така да имавме формирано во Свети Николе, имавме формирано во Штип, имавме формирано во Прилеп, во Ресен, Битола, Кочани, Берово, Титов Велес, Кавадарци и во другиве места во Македонија. Ние со самото формирање на овие комитети, односно ќели, имаме за цел да ја прошириме дејноста на организацијата, бидејќи ВМРО Правда беше за една обединета автономна Македонија. Таа појдовна основа ни беше, како и претходно што спомнав, за да можеме на нашиот македонски народ да му обезбедиме една целовитост, една слобода, национална и социјална, со цел да тој поробен народ вечито бил под робство на туѓи господари и ние, како млади ентузијасти, сакавме да ја оствариме нашата цел, целта на нашите предци и Гоце Делчев, Дане Груев, Фиту Гули, Димо Хаджидимов, Никола Карев, Јане Сандански и другите наши дејци за овој период на понова историја на Македонија. Во тоа ние се упуштивме прилично сериозно, со тоа што автоматски ние веќе со самиот почеток имавме многу успеси. Така да еден голем број на членство имавме прибрано и голем број на ќели имавме формирано. За тоа време, сепак беше ризично тоа време за да се работи, меѓутоа беше јака конспиративноста меѓу нас како членови на ВМРО Правда. Затоа што ги имавме претходните сознанија од нашите дејци, како што ги спомнав, Гоце, Питу, Јане Сандански, Никола Карев, Хаджидимов и другиве наши дејци, таа конспиративност ние моравме да ја водиме што повеќе, за да не биде разоткриена организацијата. Ние одржавме повеќе состаноци. Одржавме состанок во Битола, тоа беше во почетокот на 49 година. Одржавме состанок во Прилеп, одржавме состанок во Скопје на повеќе пати. И тоа во станот на Никола Казанков, благодарение на неговиот татко, мајка, што ни беа предохитрени, така да како ученици ни прибира и ние цело време ги државме состанците без да бидеме приметени и ако во близина беше Министерството за внатрешни работи на Македонија. Таа улица денес не постои, таа беше улица број 30, број 6. Во тој стан често се состанувавме, така да разменувавме мислење и дававме одредени отчети за својата секидневна работа што ја вршевме. Меѓутоа, со формирањето на ќелите, јас
во текот на 50 година одржавме еден проширен состанок во местото викано Стари град. Тоа е село, односно железничката станица, а во куќата, во железничката куќа на тогашниот шеф, додуше Борче, од Прилеп беше шеф на железничката станица. Претходно во јануар месец се договоривме, го испитав јас лично районот, и слегов кај него, останав, го разгледав просторот и местото, со обзир да беше во планинскиот дел на лоцирана зградата, имавме можност да одржиме состанок за да не бидеме откриени. Така да, во почетокот на март веќе 50 година, одржавме состанок, на кој состанок бевне некаде од саботата па до неделјата на вечерта. Цел период на време имавме разработка на статутот на организацијата, припремање на декларацијата за сувереност на македонската државност, која декларација бевне смислено, намерно да ја испратиме по пат на делегација наша за Обединетите нации, за да се чуе гласот на македонскиот народ за една национална слобода, за национална и социјална слобода на целовита Македонија. На тој состанок дојдовме до заклучок да се одржи еден мини конгрес, меѓутоа во едни прилики поповолни, кога и членството ќе биде побројно, така да и то го реализираме во наредниот период, тоа ќе го спомнам. Јас на 25. мај заминав за Штип да видам состојбата на организација на подрочјето на Источна Македонија, бидејќи да таму имаме ќелија, во таа ќелија беше Стојан Поцков и Добривој Живковиќ. Меѓутоа, ко ќе речам Живковиќ, тој е по татко Србин татко, а мајка македонка. Бар така, колку што јас може да се сетам. Кога ми рече дека е Живковиќ, тогаш јас малку се размислував да или не. Меѓутоа што јас му поставив прашање зашто влегуваш во организација, затоа што ја сака Македонија. Тоа беше прашањето. Меѓутоа на 24. веќе беа тие затворени, а јас и Душко Стаменов одиме на 25. мај. Кога отидовме таму, близу до речичката, мајка му на Стојан излегува да бараме ние книги, а не бевне за книги да бараме, ние го бараме Стојана за да видиме ситуацијата каква е во Источна Македонија, со обзир да тие требаше да испорцираат поголемо членство и повеќе да формираат ќелии по селата. Таа ни каза дека мојот синко е затвор, го затворија синоќа, го затворија со него, и прашам јас, мајчиче, не го затворија и Добрето. Значи тогаш сватив дека е разоткриена и провалата на организацијата во Штип. Тогаш немаме други излез, со Душко ние моравме да бараме начин да се провлечиме од Штип, а Душко му викам, ти со обзир да си одувде од Чардак, село Чардак, гледај само да одиме ние сега да се пробиеме, да не бидеме фатени. Душко размисли и рече дека ќе одиме покрај касарната, најсигурно место ни е таму, за да можеме да се пробиеме до село Чардак. Со доваѓањето во Чардак, во село Чардак Штипско, со Душко, дедо му на Душко ни посоветува како стари линденец, борец за национална и социјална слобода на македонскиот народ и поучен од претходните времења како комитите и линденците се преслекувале, ни посоветува да се преслечиме, да и размениме лиштата и да продолжиме со возот, меѓутоа да не бидеме во исто купе. Ние се распоредивме со Душко Стаменов во различити купина. Меѓутоа, на патот, откако тргна возот, после известно време, засто имаше и вршја претрес. Легитимирајне. Ние таа блокада ја поминавне, после пред Велес исто имаше уште една блокада и таа блокада ја поминавне. Со легитимирајне од страна на службата за државна безбедност, ови од УДБА беа униформирани лица во официрска униформа. Така да си дојдовме ние Скопје безбедно.
За да можеме и понатака да делуваме во организацијата, нормално беше поактивно учество и поред тоа што знаеме дека ќе бидеме откриени. Затоа што веќе провалата ја осетивме уште во Шчип, кога се враќавме од Шчип, додуше разбираш тие кои беа затворени од таа ќелија. Меѓутоа ние не останавме со скрстени раце и почнавме поново да работаме поактивно, посплотено. И ние, благодарение на Љуба Брзјаковска, која работеше во печатницата Гоце Делчев, ни печатеше и летки. Така да во Скопје, скоро во сите школски центри беа расфрлувани летките. И со тоа сакавме да му кажеме дека ние не отстапуваме од онаа идеја што имаме зацртана како идеја за едно обединување на Македонија. Да стани со поголема свест нашиот македонец да свати дека македонскиот народ треба да се слободи еднош за вечито да ја обедини автономна Македонија. Ние моравме да побрзаме и да одржиме, така речен, еден мал конгрес. А то го правевме од причини што да не биде разоткриена целокупната организација од една страна, а од друга страна да бидат сите членови на комитетите од градовите што беа присутни, запознати со провалата на Штипскиот случај. И на 8. јуни 1950 година се потрудив преку нашиот член на ВМРО Правда, Александар Диневски, Жути Брг, така го викавме, тој беше од економскиот техникум, и во Кисела вода, на селбата Кисела вода, во станот него, го државме со станокот, кои беа присутни повеќе од 20 души, членови од комитетите на ВМРО, од цела Македонија, и дадовме еден пресек на целокупната работа и секој да даде своја отчетност за постигнувањето на организацијата на своето подрачје. Дали е то во градот, дали е во селата, дали е во школите и слично. Така да сите се произнесовне за организационата поставеност и за дејството на организацијата како се шири. Имаме согледување дека организацијата има голем подем и продолжува да работи и поред тоа што беше разоткриена ова провалата направена. Ние на тој конгрес имаме задаток да обезбедиме пролаз за поврзување со странство за пред Организацијата на Обединетите нации, да ја доставиме декларацијата која беше усвоена на самото место на Конгресот, Малиов конгрес, да го речем така, или собрание да го речем. Со тоа што да му се стави едно за секогаш дека Македонија постоела и ќе постое, и вечно ќе постое. Никогаш нема Македонија да не постое. Вечно постоела и вечно ќе постое, се дотека има жив македонец било каде да се навоѓа, дали во овај дел на Македонија, дали во Егејскиот, Пиринскиот или во диаспората во светот. Ние во тој случај секој завзеде свој став и одредивме Мирко Ѓорѓиев и Кочо Ников од Девделија, бидејќи да подрачјето му беше такво, тие да обезбедат и најдат начин за поврзување со странство, а по тој састанак да ни дадат отчетност што се направи. Меѓутоа, тој састанок откако се одржи на 9. рано са бајлето беше Мирко Ѓорѓиев затворен. Јас сега не знам што да правам. Јас ги запознам моите членови кои беа близко до мене, дека е Мирко затворен, со тоа што ми дадо индикации дека е земен, а не е вратен. Јас некаде до 5 сатот после ручек чекав да не си дојде Мирко. Мирко не се дојде, јас сметав дека сега мене ми е редот. Немаше кој друг, нормално беше. Јас некаде измеѓу 11 или 12 сатот дојдо и мене ма затворија тој ден на 9, тоа беше 11-12 сатот, мислам, на полнош. И во тоа време јас како ученик вака изгледам на своите години.
9. јуни, кој ме затворија, тоа беше 50-та година, измеѓу 11 и 20 сатот на полнош. Во тој момент дојде од органите за безбедност, за државна безбедност и беше блокирано така да ми ставија на знаење моите членови кои беа во бараката каде што живеевме во медицинско училиште, дека ме барат и мене. И јас немав друг излаз, само имав два пиштоли. Еден беше 6.35 и еден беше барета. Тој баретата му го дадов на моите другари, а другиот остана во мене во пазувата под мишката. И тие ме зедо мене, ме однесо во Министерството за внатрешни работи. Во Министерството за внатрешни работи ме се слушва 36 или повеќе сати беше и се менува секое време, некаде беа 3-4 до 5 души. Во тој период на време јас размислува поред тоа што тие мене ме малтретира, нормално, за да дознаат одредени работи за организацијата за ВМРО Правда, меѓутоа јас мислев друго. Како да го спасам сега пиштолот, бидејќи да јас не ќе може да го активирам пиштол, ако го активирам јас секако ќе биде убиен, меѓутоа за да ја спасам и својата кожа, во еден случај и не ќе можам да она замисла што има да ја извршам, јас морав во еден момент да барам пауза, односно да барам дека ми се оди по физиолошка потреба. Во тој момент успев некаде после едно 10 или 15 сати од сослушувањата и малтретирањата, јас успев да одам по физиолошка потреба, така да на долниот спрат во Министерството за внатрешни работи имаше клозети кои беа не енглески, ами другите од овие клозети, не шолји, обични клозети што беа со плочки, и успев тука да пробам дали може да го бери пиштолот да го спуштам. Пиштолот го береш, јас го спуштив. Меѓутоа, ако потргна вода, во тој случај све беше во ред, се плашив да не се открие дека и тие одија по нужда за физиолошка потреба таму. Повторно се вратив горе, веќе бев подослободен повеќе, затоа што јас себе си се спасувам од смрт. И тие продолжија повторно со сослушувањата, настојувајќи да дознаат нешто повеќе. Меѓутоа, со тоа што бев категоричен, не знам, не познавам, така и остана. Меѓутоа, сите тие 36 сати јас не добив ни вода ни леп. Од тука, кога видо тие дека ништо нема, тие одма ме префрлија во централниот затвор. Во централниот затвор, во влезот, уште кога го видов тие железните врати што беа на влезот со стражери од два милиционери, имаше две врати железни, а после беше една портирница. Ме претресо и ми зедо све, од прстен до сати, врвците и ременот од пантолите. Шамивче не ми остаја, ништо не ми остаја. Ме сместија во карцелот, некаде беше број 3, колку што се сеќавам, до клозетите од левата страна према калето. Тоа беше стравотна работа, затоа што прво со самото влегување во тој карцел беа тие дебели врати со железа. И самото чукање на вратите веќе јездате паќа, а камоли она што плача во другите соседни карцели кај што беа затвореници. Тоа време беше многу сурово, постојано бевме малтретирани во истражната постапка, затоа што сите мои колеги кои беа таму во централниот затвор може да кажат својата приказна. Зато нека му служи на честа на сите оние кои нам ни малтретира. Зошто? Затоа што ние на тој начин не се поколебивме да откажиме судбината на Македонија. Него ја продолжиме судбината на Македонија до последниот момент, до издржувањето и постапката, разбираш, беше затоа што ние свесни бевме за нашата цел. Цел единствена имаме за обединета Македонија. И тоа обединување на Македонија ни правеше голема гордост и поред тоа, ако ние и своите животи да ги дадевме, не ги жалевме. После постапката, ко заврше истражната постапка, мене ме префрлија во истражниот затвор на площадот Слобода, колку што се сеќавам, таму, и за прв пат јас во тој затвор, таму, во подрумот, добив од мајка ми еден леп, меѓут исечен на нафора беше, да не случајно имат нешто во него.
Мене ми го дадо левот. И тој што ми го даде левот, додуше беше началник на УДБА и самот ми рече дали сега ја ослободе Македонија. Ако вие не ослободите Македонија, јас сметам и моите соборци дека еден ден ќе ослободиме. После тоа ние останавме некаде околу неделја дена тука во тој истражен затвор на плошад Слобода во Скопје и ни дадо на 2 пати покани, меѓутоа го одложија судењето. После судењето се одржа на 16 август 1950 година во окружниот суд во Скопје до Вардар, од левата страна на Вардар, гледајќи ги право. Ко ни носеа, ние бевне 9 души во таа група што ни судеа за ВМРО правда. Со обвинителниот акт ни обвинува за оцепување на Македонија од Југославија. Не, ние рековме, ние за обединета Македонија одговараме. И ја бараме целокупна Македонија. Тогаш, кога видо и судите, и поротата, и записничарите, а во публиката беа и мои школски другари, и присутни граѓани од Скопје и пошироко, а беа присутни и следници и други кои ни следува, тогаш, кога не праша дали не тепа или ни малтретира, ние категорични бе казалме дека точно е тоа дека ни тепа. Почна и судската порота, и граѓаните што беа присутни, и мајките и татковците да плачат. После тоа кукувикајне и плачејне, ни поставија прашање дали сакаме да си поставиме свој бранител. Ние бевне сите категорички дека ние не бараме бранител, ние ќе се браниме сами. А со тоа почна и судската постапка да течи, поединачно секој ни саслушува. Откако заврши судската постапка во окружниот суд, нормално, ни изреко и пресудите. Ми изреко 3,5 години затвор со присилна работа и губење на сите граѓански права. Меѓутоа, ако се сетиме и ако ги погледаме работите во очи, како можело за време бивша Југославија еден моша пијаде во истражната постапка и во затворот да чита романи и дела на Карл Маркс, кој што тој така ги преведувал. Меѓутоа, ние немавме ни можност да добиеме ни штампа, нити јадење, нити храна, нити вода. Тие кога сака ни малтретира во истражната постапка, а посебно во централниот затвор беа облечени и во униформа војничка тие што ни дава јадење. И јадење ко на кучина ќе ни фрља. Не да ни дадат нешто како милост, меѓуто без милост ни дава, дури и кој ќе се отворија вратите јездата те фати. Да напоменам и то дека во истражната постапка кога бе во централниот затвор, ми го пушти еден јакин беше мајор по чин, не знам од каде беше, тој се представи како да и тој е за ВМРО правда. Меѓутоа ништо не созна од мене. После тоа го пушти еден постар човек од Скопска Црна Гора. И тој почна да расправа за некој си ВМРО. Јас и на тоа му одговори, јас не знам што е тоа ВМРО, а тие беа исклучиво дојдени само да сознаат кои сме и колку луѓе ги има и како сме организирани. Меѓутоа ние имаме определена тактика да не зборуваме со никој кој ќе дојди за да ја открива тајната, односно оние што не се откриени да се откријат. По судењето, по судењето ни занесо од окружниот суд повторно во централни затвор сите и од тука ни пренесо во централниот затвор во Идризово. Во Идризово ни ставие во изолација еден извесен период на време, не може да се сетам колку, но покасно ни ставија повторно во изолација и јас и од моите соучесници бевне и со Методи Гогов. Јас многу научив од Методи Гогов за моето држење, за тоа што да не се откриваат работите понатака. Тој беше многу интелектуален човек, многу паметен и многу ведар. Тој и многу ни храбреше. Да не се плашиме и да не зборуваме многу со секој, затоа што има тука луѓе кои се
исклучиво навијани за да може да добијат некои податоци од нас, за да може во цивилството, односно оние луѓе што не се откриени да бидат притворени. По издржаната изолација со Метод и Гогов, а и беше тука и попот од Виница и други, после извесен период ме префрлија и не распоредија по собите. Кој ни распоредија, мене ме распоредија во број 7. Тоа беше соба број 7, близу до Берберницата, а карши смртњачките карцели. Јас во тоа време бев заедно со Глигор Давчев од Свети Николди, а татко му беше суден на смрт. Кога ни распоредија на работа, мене ме распоредија на Тулана. И на Тулана нам ни има дадено 8 души за да извадиме норма од 5000 тули. Ако не извадевне 5000 тули, во тој случај не можевме да добијаме следување колку што требаше за времето за еден ден, тие ни го скратува следувањето и ни става карцер. Имаше измеѓу седмица, осмица и деветка безвоздушен карцер и таму ни беше определено казнувањето за да бидеме в карцер. Меѓутоа, наутро нас ни будија порано, имавме мртвачка шетна со наведена глава и позади рацете да ги ставиме. Таа шетна траеше извесен период на време, а после тоа ни дава и доручек. Доручекот откако ќе го земевне, ќе ни дадија и леп, нормално за цел ден, и ни тера на работа. А на мојот другар, Глигор Давчев, татко му беше суден на смрт. И тој беше во карцелот смртнашки крши мојата соба. И јас морав постојано секој утро да проверувам дали истиот човек е жив или е ликвидиран, дали е стрелан. Послед таквото нешто продолжи повеќе време, некаде повеќе од 2 месеци, а од тој момент некаде после 29, точно не може да се сетам, или децембар беше помилуван, односно смртната казна му беше заменета со 20 годишна робија. Нашето внимание што беше меѓусебно другарување и останавме честити таму, сите ние што бевме судени за ВМРО Гоцева, затоа што ние имавме таму судени луѓе за ВМРО, така речена ванчовистичка, ванчомихајлистичка, и ние со нив постојано бевне во сукоп, дури до ваѓавне до тепајне. Меѓуто такви инциденти, фала Богу, не ни се десија, арнома не можевме да сватиме македонци кои беа, а да бидат определени да не се кажуваат како македонци, ами да се кажуваат како пробугарска ориентација да имаат. И нас ни беше многу тешко и постојано со нив имавме сукоби. Имавме сукоби и со Благоеден Мрмев, тој беше ванчомихајлиста, беше еден Виктор кој се представи од Тетоско, Тето, така беше, и тој таму разбираш. Меѓуто, тој како таков постојано беше присатен тука и постојано имавме сукоби со него. Просто да не можеме и да спиеме, затоа што имавме само 60 сантими место, простор за спајне. Така да тој често пати можда и ни пријавуваше во управата кај Каменков, во тоа време беше управник на затворот, со тоа што претрес ни вршија некаде измеѓу 1 сатот, 1,5 по полнош, да немаме нешто кај нас или некој да нема донесено, и то нас многу ни вреѓаше. Меѓуто, кога ќе ни построја некогаш во редици, нормално како војска, не ами како затвореници со погардни зборови, затоа што таму беше еден Русе мал, ама дебел, мислам од Кумановско беше, и еден Ристо Беака, некаде од Ѓевѓелискот кај беше точно, не знам, еден други Ристо. Тие беа толку нахални, толку луѓе со безчувство, постојано
едниот имаше ремен, постојано со ременот, опасачот маваше, а пак другиот русец со што ќе најдеше, дали пендрек, штица, стап, со што ќе беше, кој ќе одевне на работа на Тулана, ќе маваше на самата порта, на вратата железна. Оти тука му беше и ко портирница. Ние не можеме да се отарасаме на никој случај, исклучиво имаме само разговори меѓусебни и меѓусебно почитување со нашите соборци кои беа стварно за една обединета Македонија. А со оние што беа, кои сака Македонија да му е поклонат на бугарите, ние постојано ги имаме на вид и постојано од нив бегавне да не се расправаме, затоа што тие беа склони, разбираш, само на расправија, со то да докажат дека македонците не се македонци, а македонците се творба на бугарите. Ние му објаснуваме дека македонците постојат и македонците ќе постојат се дека ќе има жив македонец нова поднебје, не само нова земја, него и каде што ќе постојат во светот, Македонија ќе постојат и Македонија еден ден нормално и таа ќе се обединет. Затоа што целиот македонски народ има желба од трите дела на Македонија и од диаспората за една целовита обединета Македонија. Еден ден, тоа беше рано со бајле, ни повика од собите, поединечно од секоја соба, ни построја во ходникот во трето оделение во Идризово. И секого ни праша кој зашто е суден. Мене, кога дојде да ме праша, тоа беше Ивчев од Удба, зашто си суден за ВМРО Правда. Издвои се. Сите што бевме судени, ни издвоја. Од сите соби така ни направија и ни изолира во посебните соби. По тој период, по една неизвестност, од некаде 10 дена, не може да се сетам точно колку беше, ние не знаеме што ќе се деси со нас. По неколку дена ни наредија да одиме во управата, да се раздолжуваме. Тога свативме нешто дека се дешава. Меѓутоа, свативме тогаш, дури кога Каменков ни собра во второ оделение и ни построја, дека вие сега ќе бидете ослободени, амнестирани сте и ќе бидете во иднина лојални граѓани. Меѓутоа, одма се навртија камионите и ни нафрлија во камиони за Скопје. Ние во камионите пеевме македонски револуционерни песми и го стигнавме до Скопје, исто со песмите што ги пеевме, ги продолжиме и се разви едно големо народно веселје со сите што ни пречекува таму и со песми револуционерни македонски и така продолжи тој период на време подолго до нокните часови во Скопје, а камионите само одија и се враќаат што носят затвореници, осуденици што беа ослободени. Година бев учителка во Евла и како млада разбрав дека ме игранка во Царе двор и дојдов во Царе двор. Таму се запознав со Илче. Но многу пријатели или непријатели, можам да ги речам, ми вика дека тој беше затворен и не знам како да ви речеме. Но иако тоа ми го вика, мен тоа не ми сметаше. Јас Илче го сакав и потоа стапив во поблиски врски со него. На 1 јануар 56 година стапивме во брак, направивме весела свадба, права македонска силска свадба, која траеше 3 дена. Се јадеше, се пиеше, се пеа најубави стари македонски песни од нашиот крај и од Македонија. Музиката беше многу убава, составена беше од познати свирачи од Ресен и од Јанковец, така што веселбата
ја памтат нашите роднини што беа присутни на нашата свадба. Но покрај сето тоа што беше убаво, после 4 дена мажот ми, младоженецот, го оставија пак во затвор. То ти е да секогаш бидиш неспокоен и во на најубавото време, кога е веќе исклучувањето на бракот со својата најубава веселба и својата драга супруга. Мене не само тогаш, меѓутоа тоа беше како последица од пеењето на оние комиски македонски изворни песми од Илинденското вастание пред и по Илинденското вастание. Мене ми е затворена повеќе пати. Тоа веќе безброј пати е и тие како карактеристика се должат од 50 година, од кога бев затвор, па се до 84 година. Тие наброја, ако ги изброеш, тие немат број да се бројат. Меѓутоа во сеќавањата мој се некаде преку 17 пати. Крста се раздвижуваат на сите наши делови на нашето тело, со кое што се храни. А главен орган за работа и разнесување на крвта е срцето. Срцето е мускулест орган, местен во гравниот кош од левата страна. Во него влегуваат крвните садови вените ја носат нечистата крв, додека артерите од срцето ја разнесуваат чистата крв до сите делови на нашето тело. Вака изгледав кога излегов од затвор, тога има 21-22 години. И поред се она што се дешаваше со мене од тие саслушувања, затварања, ми се наруши и мојата психичко, физичка и здравствена состојба. И поред тоа што ми се наруши таа здравствена состојба, од својата идеологија јас не остапи, нити остапувам, нити ќе остапам во иднина. Се до мојата смрт.